после секое премостување од еден дел на друг дел на шара, се отвара нов пејзаж. Овој мир кој што владее на планината и кога има најсилен ветер, и кога има дожд, и кога има снег, и кога има сонце, имаме мир на планината. Кој што мир не може да се опише затоа што треба да се доживее сам. Повеќе луѓе кои што може би немале врска со планината, но кога ги виделе фотографиите, рекле да, чекај, дај да видам што се случува горе и да, доаѓаат луѓе и ги гледаат тоа. Не само преку моите фотографии, туку и преку фотографиите на сите оние кои што се движат таму. Интересно е што 2004 година претседателот кој што беше пред мене, нели, му заврши мандатот и сега повозрастните членови на клубот одлучија Јован Божиновски, јас бидам претседател на клубот. И ми рекоа, не се сеќавај, ние сме тука позади тебе. И да, навистина беше тоа интересно, со тоа што јас станав претседател во февруари, а во мај месец го имавме традиционалното искачување на Титовр. И кој за среќа, односно несреќа, дожд не прекина да врне ден са бајлето и магла имаше густа. И страшно беше, затоа што јас требаше да ја донесам одлуката, но се чекаше на мене, не знам. Сите беа позади мене. Најстрашното беше кога требаше, имаше 400 луѓе дојдено тогаш на шара, пред платото на хотел Попова шапка. Јас бев тој што требаше да им соопштам дека нема да одиме нагоре. Нели? Магла е, не е безбедно пред се занинив. И имав страшна трема тоа да го кажам пред луѓето. Но кога ги видов оваа генерација позади мене, она како гордо ме гледа, тоа беше момент кој што не го заборавам дефинитивно. И сегашниве членови на клуб ми викаат, а да, ти од тој претседател имаш тоа, ти од тој претседател имаш тоа. Значи од секој сум зел нешто од сите претседатели. Секој претседател, секој член на клубот, не само претседател, секој активист на клубот направил нешто што останува. Значи имаме постоење на клуб кој што е 95 години, а тие 95 години се случувале значи Втора светска војна, имаме претходно меѓувоен период, потоа имаме ваков период, па после период на формирање на држава, не една така да сето тоа делувало на активностите на клубот и за едно чудно чудо сето тоа функционирало. И сега јас се трудам да функционира и се надам дека идните генерации ќе се трудат тоа да го направат да функционира. Ја сакам шара, ја читам шара од стари документи, ја читам шара, ја гледам шара во стари фотографии. Сакам да видам на тој дел некаде некој каде што бил, сакам да го видам тој дел, сакам да ја запознам тој дел на шара, не само шара високо горе, туку и локалното население кое што доле живее, да разговарам со луѓето, да ги насочам кон да не бегаат во град или да не бегаат надвор од држава, туку да останат тука, да размислуваат за планински туризам, да размислуваат во насока, да останат тука, нивните поколенија да останат, за да се развива тој дел како што треба да се развива, затоа што немаме тука тешка индустрија, не можеме да правиме, но можеме да правиме туризам дефинитивно, планински туризам. Си кандидат горе да цепиш дрва, а? Самиот планинарски клуб е спој на генерации, интересен спој на генерации, затоа што имаме членови кои што се сега на 5-16 години, имаме членови кои што се над 70-75-6 години и интересно е што тука во самиот клуб, на самите состаноци, на самите движења, сите одиме заедно се движиме. Нормално дека постарите можеби не може да се качат да изјадат некоја подолга тура. Од друга страна, нели младите тоа го можат, но сепак дружењето е она што останува. Мислам дека планината е заслужна за тоа, затоа што човек кога оди на планина не го интересира ни кој е, ни што е, ни како е. Гледа да биде зближен, да биде заедно, затоа што се случуваат секакви работи на планина и сепак треба да бидеш отворен не само кон себе, туку треба да бидеш отворен кон планината и кон колегата, односно кон другарот што се движи со тебе на планина. Година се гради планинарскиот дом на Љуботен. Тоа е период каде што
немало камиони, немало трактори, немало превозни средства, но сепак за една година домот бил изграден, каков што е и ден денеска. Најстариот, првиот планинарски објект во Македонија. Тоа е она кога сега во овој период сме во фаза на реновирање на домот, ме крева и ми дава волја да одам понатака. Идејата е 100 годишницата да ја затвориме со еден планински музеј, музеј на планинарството на Шарпланина, кој што ќе биде во Тетово и кој што ќе им покаже на генерациите што се случувало, ќе им покаже на туристите дека имаме традиција, имаме вредност, имаме приказна која што уште не ја продаваме, а треба да ја продаваме. Значи во следните 10 години не се надевам, знам дека ќе имаме многу убави услови на Шара, ќе биде посетена Шара, ќе има ред на Шара и ќе се случуваат активности, сите наши поколенија позади нас ќе знаат за како да се однесуваат и како да ја доживуваат Шарпланина.